Денес е Свети Климент Охрид, таткото на први универзитет на Балканот, бате, првиот словенски универзитет. Еден од главните виновници зошто ние денес имаме начин на кој си го пишеме нашиот мајчин јазик, кирилицата. Затоа што не киме да користиме многу, тоа е друга работа. Пошто знаеш како модерни сме ние, бе. Ќе си пишеме на кирилица наша, пошто тешко едно дугме таму треба прицниш да се смени, то не е туку така. Кој ќе менва на секој. Вака ќе земиш наместо Ч ќе напишеш ЦХ или само Ц ќе напишеш, па нека се думат луѓето дали е Ц дали е Ч. И треба немаш да замараш сега кирилици, па дека ги правил некој дека имаме нешто наше, шо има врскато. А го види Свети Климент како пишите вие сега моментално по тие Facebook, Инстаграми, вака ќе се превртва. И за добро сите имаме фази некојаш кај што пишеме глупости. Ама кога тогаш некојаш од тие фази де треба подизлезиш бе. Јас Ч на пример на времето пишев со четворка, така беше модерно. Макар што en период и не имаше многу опција за кирилица пише. Ама ако веќе ја имаш, ако веќе можеш да си ја напишеш зборот како што треба, да не го напишеш. Ама добро, што разбираме. Кој ме прашаме? Никој. Јарно, ма ние во Македонија тука и да не те прашат нешто, ние си кажваме. Така што ај сега нека сврти шпицата па да видиме што ќе кажваме на тема. Божи, пуштај вате. Иначе не е дека немаме ние латиница наша, кај што си има на Ц едно онакво за да знаеш дека е Ч, или на С буквата едно онакво за да знаеш дека е Ш. Ама не бе бате, пошто англискиот е стандард, особено на компјутерите, и сите ја користат таа латиница. Ова латиница што учевме ние на училиште нигде не се користи, така што џабе сме учени. И пошто никој неки да се измачи, да сврти, да прицни на кирилица, ја си напиши како што треба, кога ќе напишеш некој работи на латиница, особено ако не назначиш дали е Ч да напишеш пример ЦХ или Ш СХ да напишеш, за да знае човекот што му збори. Ако и читаш буквално, бате, пресмешно, многу лесно може да не разбереш што ти вели човек. Да грешиш работата. Тете пример ако напишеш на латиница постар, може да значи и повозрасен, може да значи и поштар. Тоа е многу збунвачки. Не дај Боже, ќе дојде до некој недоразбирање, калимерата дома може да се расипи. Друго да ти пишеш ената, дојде еден поштар ми дојде пакет. Друго да ти пиши, дојде еден постар ми дојде пакет. То второто може малце поинако се свати. Особено ако жена ти сака така постари, повозрасни луѓе. И такви има многу збор. Ќе ти пиши мажо, јас сум ресен да направам нешто за ова. Ти не знаеш дали е решен или е ресен. Ти шо бара ресен, може има некоја таму. Седи мора. Ви мислите само болката ресенско се сладки, Јас најубаво си знам. Ете на пример кожа. Друго кога напишеш кожа, друго кога напишеш коза, не е исто бе бате. Друго е да те чеша кожата, друго да те чеша козата. Дека те чеша кожата, може да имаш нешто алергија, те полази нешто, ти реков ми речи. А ако те чеша козата, е тука веќе треба да се провери, да се размисли мабе. Или пример ќе можеш на некој нагост. Ќе ти изват нама за 300 работи. Ема кој вадиш 300 работи нешто се забора. И пример домаќинката нема ноже да извади за нешто да сече. И за ти ако побараш нозе за сирење, може да биде и ноже за сирење, може да биде и нозе за ширење. Така што за да не те изфрли домаќино на клоци, кирилица ебате дој си ноже за сирење. Наместо да еш ќотек, да еш што што има на масата. Или пример кој напишат ти праќам гуски. Само што сака гушки да рече. Ама гушки и гуски не е исто вечу. Кој гуски ги праќа? Гуско е. Па не дај Боже ако ти пиши битолчанец, битолчанка, ти пиши пустам гуски. Не само што се гуски, туку ги испусти скроз. Пепел ги направи гуските. Или дај Боже си правите муавеци, пишите со девојката или со жената. И ти ја прашваш кај си што преш, а ти вели еве на шишање. Јарно, ма шишање на кирилица и на латиница не е исто. Ако ти напиши на латиница што правиме? Единствено нешто полошо од тоа е ако жена ти е фризер. И наместо еве на шишање ти напиши еве шишам на латиница. Тоа е таа разлика. Или па има и поопасни зборови. На пример зборот клеча. Ако те праша жена ти кај си, ти му речиш еве сум во WC клеча, тогаш супер, та знае дека си полсат, таму не е проблем. Ама кога напишеш на латиница, бе, бате, тука веќе имаш голем проблем. Или пример некој фаној таму другари што сакат да те споделат музика. Оти на англиски е share, и обично велат луѓето го шерна. Е тоа кога го напишеш на латиница е терсе. Оти едно да речиш го шерна, друго е да речиш му направи нешто што се прави во WC, сакам да речи. Или па наместо ти напиши ти ја шернав песната, ти напиши ти ја тит песната. Така. Ама ако се работи за блиски луѓе како бил. Сам блиски вака другари пријатели, пошто фамилите не споделват многу. Како не ќе споделвале тие фамилија сте, нема тие што да споделат. Ти евентуално може да ти пишат ела на помост ни треба за закревање, или да те дадат секирата, цепис, нешто така. Или евентуално ако си купиш нешто да ти речат си купи, нешто не си даде. Пошто тоа е најбитно во животот. И треба да си даеш, тие немаш да си дадеш. Друго да напишеш чело, друго да напишеш цело, ти пиши начело и ти пиши нацело не е исто. Исто пример ако напишеш на латиница зелка, не знаеш дали се работи за зелка, салата или за желка. Друго е да најдеш жаби, друго е да најдеш заби. Сам едното и другото е гнасно, ама од друго е ме сваѓа. Та зубата може и
ќе ја шитниш на жабата што ќе му направи. Или на пример ако напишеш му дадов еден самар, то може да биде или му даде самар за магарето, за конјот, за нешто, или му даде шамар. И то се дава, не може да знаеш. Или на пример ќе напишеш сесто. Може да биде сешто, може да биде шесто како бројка, може да биде шесто како одделение. Или на пример може да се деси да треба пишеш нешто, дали е то домашно, дали е документ, дали ама не знаеш како. Не знаеш што да направиш, не знаеш што да напишеш. И пишеш на него и ќе прашаш. И ако ти речи тој некој написи се, то може да значи или напиши се, или може да значи написи се, бате. Написи се и рајот глада, што ќе пишеш, земи написи се. Па ти правиш буавет за пиење. Или пример ти се дотерваш, клаваш костуми, прашваш што ми фали. Да ти пиши, ти фали една масна. Са масна може да биде машна, може да биде некоја масна што ти фали, не можеш да знаеш. Или на пример има некои букви кирилични, што за да ги напишеш на ова англиската латиница, мора да клаеш две букви. Пример Ѓ, Џ, З, добро Ш и Ч ги спомнав, ми така натам. Арно, кој да се замара да ти пиши по две, ти од двај по една пишиме, пишел две букви тој. Ај ми ја цхасата. Цасата. Ние што сме од тука го напишеш цасата, автоматски знаеш дека за Ч се работи. Ама ако некој во англиско подрачје расте, кај што Ц некој се чита и К, кој ќе мисли касата му авара. Не е будала касата тија да. Или пример не пишат ѓубрето, пишат губрето. Фрли го губрето. Не пишат звонче, пишат со З, звонче. Не е дзивра, туку зивра. И си знаеш ти зашто се работиш, не се секире. Пишат шпорето, пушти го спорето. Оти споро се пали, зато споре. Зато ето не дека голтат букви нема врска. Типа да ти речи некој пусти го. Не знаеш дали да го пуштиш или да го испустиш скроз. Сите тие таквите зборови, цистам, цитам, сетам, царено, гезве и така натам. И знаеш што е уште поако? Што дури да е точно напишано и да нема некој такви зборови, интересно е кога ќе си го читаш латиницата на латиница. Ние потсвесно го читаме на латиница, ама во умо ни се преведва автоматски во кирилица. Знаеш дека го пиши лицно, ќе прочиташ лично. Мене ми уште посмешно кога ги читам така како што се напишани. Ко на пример овие разаците што се пуштат на се живо женско што постои во свет. Што му пишат здраво маце како си по, ни точка, ни запирка, ни ништо. И се таму ако пиши ЗДР, не да го читаш ти здраво. Да го прочиташ ЗДР, не маче туку маце. Како си заедно напишан. И зошто воопшто сите акцентски целости и сите зборови што не се ни акцентски целости, ама изгорени се луѓето заедно да ги пише. Ако е како си, ќе напиши како си. Заедно бевате акцентска целост. Ама има некои луѓе што велат како ми си. Е тука не го пиши како ми заедно. Макар што има екстремни случаи што како ми си заедно ќе напишат цело еден збор. Ама обично пишат како миси како друг збор да. Тоа значи то миси никој не знае, ама тие си знаат. Значи кај таа што треба да запали таму ќе си знае таа ти. Нема што си писмен тука. Та нека си биди писмен. Исто пример сопрајс. Арна миси. Дури малце грчки мава, пошто тие ш не можат да го речат. Кој купуваш гиро пример кој ти рече. Кеца, сакаш кеца. Киријаки, еларе. Однеси се овде цека човеко. Ендакс. Е така звучи кој читаш латиница, ама како што е буквално напишано. Наместо чекајме, цекајме. И то заедно напишано. Слушај со ти збор. Ке зазали. Значи оригинал грчко-македонски или дете од 3-4 години што не знае уште ги речи тие букви. Значи буквално звучи како тодлер да збор. То прести кај бесе, сакаш да си играме оригинал. Јај ке речиш на компјутер беше многу тешко да се смени јазик. Или треба со маусот да одиш кај тој јазикот да прицниш и да прицниш на македонски. Значи два пати прицка или на тастатура мислам дека Alt Shift беше не се сеќа. Многу тешко ме сваѓа, два пати треба прицниш за да смениш јазик. Чудо голем. Зато на телефон го направи уште полесно, на дугме го прицнуваш се менва тој или вака ќе тргниш надесно се менва. Ама кој е тој сега ќе му тргаме? Не вака ќе си го написам, знаеш како? Ќе си напиши, ќе се разбери сојмато. Аман сопрај смува. Е тоа е брат. Некој некогаш се мачил за ние нешто да имаме. Арно, ама ние кој што не дал Господ, ништо што е наше не си цени. Ама добро, ајде здравие Боже, можда некогаш ќе почнеме да си го цениме нашето. Ај не можеш да знаеш што иди во живот. Единствено нешто што знаеш е дека мора крајот на епизодата дојди. Тоа е. Така со тука јас се одјавувам, ви се заблагодарувам што ме гледате и што ме слушате и ви посакувам убав викенд. Нека ни е среќен празнико. Поздрав и се најубав.